Добро вечер. Втор дневник во 20 часот на Канал Плюс. Да ги погледнеме на станите кои го одбележаа денот. Почна етно плоштад фестивалот во Берово. Одлична забава и богата понуда на здрава храна нуди општината од денес до сабота. Започна асфалтирањето на локалниот пат кој ги поврзува делчевските села Стамер, Град и Вирче. Со ова се надминува голем проблем на локалното население. Во недела во Кочани се организира хуманитарна забава за помош на младиот Методи Митев. Потребна му е инвалидска количка на моторен погон. Започна етноплоштад фестивалот во Берово. По шести пат оваа општина е домакин на илјадници гости кои освен добрата забава во Берово се запознаваат и снабдуваат со здрава храна и автентични ракотворби. Вечерва посетителите на етносквер фестивалот ги очекува голем концерт на Здравко Чолич, Есма Реджепова и многу други македонски музички звезди. Настанот е во организација на локалната власт, а е спонзориран од фармацевската компанија Зегин. Со отворањето на сајмот на традиционални производи, Малешевијата на Дланк официјално започна етноплоштад фестивалот во Берово, општина која од денес до 29 август ќе биде културна дестинација во Македонија. Тоа што го правиме значи една силна промоција во границите на Република Македонија, но за нашо добро, за наш развој на општината, можам да кажам дека има јавувања и од соседните држави, од Република Бугарија, од Република Србија, така да очекуваме голем број на посетители. Посетителите во наредните 3 дена ќе имаат можност да проследат една исклучително богата програма со настап на голем број на препознатливи музички имиња, меѓу кои балканската звезда Здравко Чолик, а тука се и настапите на Есма Реджепова, African Beats од Франција, Линзи Полак од Австралија, кремот на македонската забавна естрада, како и победниците на Гуча 2015 Ускакан. Чест ми е пак што ќе присуствуваме и ќе се придружуваме со господин Здравко Чолич. Тоа е голем предизвик за нас. За граѓаните на Берово годинава се задоволени различните музички вкусови, а воедно е запазен и препознатливиот идентитет на етнофестивалот. Паѓа, дали ги задоволува вкусовите овој фестивал и на постарите и на помладите? Многу убаво питање. Помине дено тога ќе имаме едно вкупно ова, меѓутоа вече градот добива едно сасвим друго обличје и да се надаме оти ќе заврши добро. Ние сме беровци, у Скопје функционираме, кога ќе дојдеме тука све ни убаво. Учесниците на сајмот на традиционални производи кои нуди здрава храна, ракотворби, еколошки производи, занаети и сувенири, ги канат сите љубители на вкусната храна и препознатливите производи на вистина да ја почувствуваат Малешевијата на Дланка. Еве, јас само за медо ќе кажам и леки храна, докажано, проверено, било да биде од медот, било да биде од сирењето, било да биде од малешевскиот познат компир, било да биде од прекрасната слива малешевска, било да биде од прекрасната ракија. Се представуваме со различни работи, со резби, со сувенири. Сакаме убаво да си го поминат и утрешниот празник Света Богородица. Па подготвени сме колку што можеме, подготвени сме. Годинава со свое присуство општината ја удостоја и гостите од збратимената Бруса од Република Србија. Ние сме културно-метничкото друштво Копаоничка фрула од Брус, Република Србија. Ова е четврти пат како сме овде. Ова е наша братска општина со која соработката ја негуваме од далечната 1972 година. А традиција ние ја негуваме и пренесуваме од колено на колено одамна и посакуваме оваа соработка да трае што подолго. Градоначалникот Драги Наџински приликата ја искористи да им додели еднократна парична помош на многодетните семејства, како и на оние кои што решиле за прв пат да стапат во брак. Со многудетното семејство ќе успееме уште многу години да организираме такви етноплоштад фестивали. Повеќе од сигурно е дека вечерва сите патишта ќе водат кон шестиот поред етноплоштад фестивал во Берово, општина која според очекувањата во наредните 3 дена би требало да угости над 10.000 домашни и странски гости. Советот на општина Виница ја одржа 30-та редовна седница. На седницата беше усвоена предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови, како и на други објекти во подрачјето на Виница.
По извршените консултации со историчари, наставници и професори, како и други компетентни лица, на денешната 30-та седница на Советот на општина Виница беше усвоена предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општината. 23 имиња на познати револуционери, историски личности, политичари ја сочинуваат листата, а советниците истата ја поддржаа со мнозинство од 9 гласа. Меѓутоа едногласно одобрија финансиски средства за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички во село Драгобраште. Превработеноста во јавното комунално предпријатие Солидарност и слабата реализација на проектираните суми од капиталните приходи во општината беа тема за дискусија од страна на опозицијата, која не ги прифати кварталните извештаи на општината заклучно со јуни, како и информациите кои го опфаќаат делокругот на работењето на јавното комунално предпријатие Солидарност. За првите 6 месеци вкупните приходи на општина Виница се реализирани со 39,29%, а расходите се остварени со 36,88%. Вкупниот долг од стасани и ненамирени обврски е околу 48 милиони денари. Извештаите на основните училишта беа дискутабилни во делот на реалната имплементација на проектите, во кои целна група се ромите, бидејќи во годишните извештаи и понатаму најмногу изостаноци и најслаб успех покажуваат токму учениците од оваа националност. Советот на општина Виница го прифати и усвои и новиот нацрт детален урбанистички план за блок 15 со површина од 9 хектари, на кој има изградено куќи, а е предвидено и изградба на повеќе наменско игралиште. Во рамките на денешната седница, советниците донесоа одлука за издавање на времено користење на недвижен имот, кој е пренаменет во Центар за стари лица во село Истибања, на Центарот за социјални работи во Виница. Одлуката е со важност на 20 години со можност за продолжување. На 30-та редовна седница беше презентирана и нацрт верзија на стратегијата за климатски промени, која доби едногласна поддршка од советниците. Советниците од опозицијата по точката советнички прашања побараа писмен одговор на секое прашање поставено од нивна страна. Започна асфалтирањето на локалниот пат долг 3 км и 200 метри, кој ќе ги поврзува делчевските села Стамер, Град и Вирче. Овој крупен проект општина Делчево го реализира со средства во висина од околу 23 милиони денари, обезбедени преку програмата за рурален развој. Со асфалт ќе се поврзуваат делчевските села Стамер, Град и Вирче. Преку програмата за рурален развој, општина Делчево во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој започна со реализацијата на овој значаен проект пред се замештаните од овие 3 села. Асфалтирањето е во тек и според градежната динамика за 10 дена ќе биде поставен асфалтот на овој 3 км и 200 метри долг локален пат. Еве тоа што го ветивме, полека доаѓа време да се оствари. Патниот правец Стамер, Град, Вирче почнува да се асфалтира. Знаете, ние неколку месеци наназад ветувавме дека ќе дојде до ова асфалтирање од оправдани причини, проблеми временски, неможност на изведувачот на терен да ја постигне динамиката која што беше предвидена за асфалтирање. Малку се досташе, меѓутоа почнуваме со асфалтирање. Се надеваме дека во наредните 10 дена оваа изведба ќе заврши. Средствата предвидени за оваа изведба се 23 милиони и 400 илјади денари, средства обезбедени од општина Делчево и од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој. Реализацијата на овој крупен проект ќе биде од огромно значење за земјоделците, чии што имоти гравитираат на овој потек, со што тие повеќе нема да имаат потреба со земјоделската машина да излегуваат и да се движат по регионалниот пат, туку директно и на побрз начин ќе пристигнуваат до своите обработливи површини и до своите овошни насади, а олеснување ќе имаат и самите откупувачи на сината слива, која е најзастапена на овие простори. Прво ќе бидат скратени со 6-7 километри патот до Вирче и Градта. Друго, многу побрзо ќе се стига до нивите. Пред тоа беше ушумено, не можеше ни со трактор да се мини, са фала Богу, дури комби, камиони може да додат до нивите. Тука повеќе е со слива посадено, камионите директно на нивите веќе може да додат да се зимаат сливите и тоа, фала Богу дека е добро за селото и за Вирче и за Град.
Општина Делчево и оваа година преку програмата за рурален развој ќе реализира крупни проекти со вкупна вредност од над 22 милиони денари. Оваа година имаме добиено проекти по две мерки. По едната е асфалтирање на патниот правец од село Очипала према Драмче. Тоа е негде околу 2 км и 600 метри, висината на средствата околу 15 милиони денари. Втората мерка ни се улици во Звегорска река, висината на средствата е приближно 7 милиони денари. Деновиве се одвиваат градешните активности на патниот правец село Град, село Вирче, а за неколку дена ќе започне асфалтирањето на потегот село Град, село Стамер. Проектот Општинско корисна работа успешно се реализира во Кочани. Првите 3 месеци од проектот се одбележаа со приредба на децата, вклучени во воспитно-едукативните центри во Кочани и во селата Оризари и Тракање. Поминаа 3 месеци од реализацијата на проектот Општинско корисна работа, финансиран од Министерството за труд и социјална политика, UNDP и Општина Кочани. По тој повод денеска представници од општината ги посетија едукативните центри во Оризари и Тракање, каде дечињата од предучилишна возраст приредија приредба со што го означија завршувањето на првите 3 месеци од овој проект. Истиот се спроведува во градот Кочани и во населените места Оризари и Тракање, а во него се вклучени над 70 дечиња. Денеска сме во посета на воспитно-едукативните центри кои што ги отворивме преку проектот Расе што помагаат на Општина Кочани во соработка со UNDP и Министерство за труд и социјална политика. Ете, во моментот правиме еден пресек, бидејќи дечињата кои што имаат 6 години веќе ќе тргнат на училиште од септември, па дел од децата се вклучени во групите на воспитно-едукативните центри. Денеска сме во Оризари, ги посетуваме децата, значи такви центри имаме во Оризари, во Тракање и во Кочани. Ете, сега сме со децата и дознаваме што учеле, како работеле, а повеќе секако ќе дознаете од самите едукатори кои што се вклучени во проектот. При посетата на едукативниот центар во Оризари, едукаторот кој 3 месеци ги подготвуваше дечињата, по приредбата ни изјави дека успешно поминал првиот дел од овој проект. Процесот мислам дека успешно се одвива, деца имаме различен број на деца. Секој ден индивидуално, него во просек имаме 15, 20, некогаш дел од дечињата ни се поради летниот период на одмор, на гости, но имаме мислам дека задоволителен број на дечиња. Според мене мислам дека проектот е доста успешен, децата се задоволни, престрикни, научени. Ова е како еден вид подготовка во воспитно-образовниот процес, во ведување пред се да се осамостојат дечињата, да дојде до израз нивната креативност. Проектот продолжува и во наредните 3 месеци со прием на нови дечиња кои ќе бидат едуцирани за посетување настава. Во овој проект се ангажирани 3 волонтери. Хуманитарна забава се подготвува во Кочани. Во недела во ресторанот Пролет добредојдени се сите хумани луѓе кои сакаат да му помогнат на младиот Методи Митев од Кочани, кој боледува од редок вид на парализа. Нему му е потребна специјална количка на моторен погон, која чини 2000 евра, за што бара помош од хуманите граѓани. Судбината понекогаш се поигрува со човекот потполно здрав, способен за секаква работа. Кочанецот Методи Митев, 33 години, пред повеќе од 3 месеци го совлада болеста хередитарна параплегија и предизвика потполна парализа на нозете. Единствен светол момент на кој тој се надева е да набави инвалидска количка со моторен погон, која чини 2000 евра. Митев не е во можност да ги собере овие финансиски средства, па затоа апелира до сите хумани граѓани на општината да помогнат кој колку може да ја набави количката. Ресторан Пролет се вклучи во хуманитарната акција со што во недела организира хуманитарна забава на која собраните финансиски средства од прометот ќе бидат наменети за помош на 33 годишниот Методи Митев. Ненајдено ми се појави хередитарна параплегија и барам помош од хуманитарните луѓе на град Кочани. Во недела на 38 во 20:30 часот во ресторан Пролет ќе се одржи хуманитарна забава во име на мене, во чест на мене, така да ќе ги замолам сите граѓани и газди на град Кочани кои можат да присуствуваат на забавата, ради да можем да ги соберам средствата за количка и нешто ако има шанси за понатамошно лекување. Ви благодарам унапред.
Инаку методи Митев моментално користи инвалидска количка донирана од Црвен крст, меѓутоа како поминува времето, парализата ќе му се пренесе и на рацете, па затоа нема да биде способен да ја оправува. Митев бара од сите хумани граѓани кој колку може да помогне да донира и да ги собере потребните финансиски средства од 2000 евра за да ја купи количката со моторен погон. Уште една информација од Кочани. Детска ликовна колонија се одржува на браната градче во Кочани. На ликовната колонија учествуваат млади ликовни творци од повеќе градови од Македонија. Детската ликовна колонија Свети Пантелеймон, која четврти пат се одржува во општина Кочани, започна на 25 августа, се одржува на браната градче. На ликовната колонија оваа година учествуваат млади ликовни творци од повеќе градови на Македонија, кои творат низ Кочанската котлина, а како инспирација им е старата кочанска архитектура, оризовите полиња, езерото Градче, манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон и планината Осогово. Денеска представници од општината ги посетија младите уметници и ги разгледаа делата кои ги творат во прекрасниот амбиент на браната градче. Оваа година немаме гости од странство. 2 години имавме, а оваа година учесниците се од различни градови на државата. Значи имаме од Скопје, од Куманово, од Тетово, од Виница и од нашиот град, секако од нашата општина, од Кочани. Ги избираме учесниците и по делата се гледа дека ги избираме вистинските, односно избираме на вистина уметници кои што го даваат максимумот од себе и оставаат на вистина вредни дела. Ние како општина се трудиме, значи делата кои што остануваат во собственост на општина Кочани, да ги презентираме, дел од нив ги даваме и како пропаганден материјал, значи на делегации каде што гостуваме. Поголемиот дел се кај нас во општината и сега во моментот подготвуваме каталог за сите 4 изложби, сите 4 ликовни колонии и планираме во рамки на деновите на Кочанскиот торис манифестацијата да направиме една изложба од сите 4 одржани ликовни колонии. И годинава со младите ликовни творци работи ликовниот педагог Александра Димитрова. Позади мене се учесниците од ликовната колонија, кои што се на број 12. Тоа се ученици од средните уметнички училишта од внатрешноста на Македонија. За жал оваа година немаме представници од меѓународно ниво, значи ова колонија од регионално ниво. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи ова колонија е од голема важност за еден млад уметник кој што чекори на патот кон уметноста. Самите ученици се задоволни и истражуваат, значи тие едни од други пробуваат нешто да дознаат, да научат. Со самото пленеристичко отворење, како што биле импресионистите во историјата на уметноста, тие така настапуваат, значи на само место ја пренесуваат атмосферата, импресијата од Брана градче. Сакам своите таленти да ги надоградам со тоа што ќе продолжам да учествувам во овие ликовни колонии и да бидам дел од сликарството. И сега ќе бидам прва година во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски. Денес цртам еден вид портрет што е како под вода, а пред тоа имав мислам задача да цртам како жива природа, инспирирана од ова место. Делата од меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеймон ќе бидат изложени на изложба по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Отворени денови со земјоделците во Делчевско ќе се одржат утре и во сабота. На инфоденовите земјоделците имаат можност да се информираат за агромерките, за што појаснување добиваат од представници на Министерството за земјоделство и Агенцијата за поттикнување на земјоделието. Утре со почеток во 20 часот во салата на спомендомот Асном во Делчево, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во соработка со Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе одржат отворени инфоденови за земјоделците. На отворените денови ќе присуствуваат високи представници од платежната агенција од Скопје, од Агенцијата за поддршка од Битола и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Отворените денови се одржуваат со цел да се реализираат директни средби со земјоделците во врска со поволностите кои се нудат околу програмите за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој,
да се запознаат со работата на агенцијата, да дискутираат за прашања од нивни интерес, да дадат предлози за надминување на одредени проблеми со кои се соочуваат за време на аплицирањето, како и да побараат стручна помош. Отворените денови ќе продолжат и со земјоделците од руралните средини, односно во 21 часот. Представниците од двете агенции од Министерството ќе одржат средба и со земјоделците од село Габрово, а во сабота во 20 часот средба ќе се одржи и во село Звегор, во 21 часот и во село Разловци. Се повикуваат земјоделците кои имаат проблеми со аплицирањето околу субвенционирањето и околу програмите да присуствуваат на овие инфоденови и своите проблеми да ги разрешат со високите представници надлежни во земјоделството. На неколку дена пред стартот на училишната година, книжарниците се полни со училишен прибор и ранци, но мал е бројот на купувачи. Поголема фреквенција се очекува идната недела. Причина за сегашниот слаб интерес за купување од книжарниците се гледа во безпарицата, но и големата понуда на училишен прибор во скоро сите поголеми маркети. Се ближи најскапиот месец во годината. Уште само неколку дена остануваат до почетокот на учебната 2015-2016 година. Како и секоја година, освен родителите и учениците, и книжарниците се подготвуваат за стартот на новата учебна година. Значи, обично гушвите почнуваат од 5-6 приквечер, пошто е топло. Обично ранците ни одат од 500 денари па нагоре, некаде до 2000 денари. Поскапи ранци ние немаме, школскиот прибор е вообичаено од 150 до 390 денари. Тетрадки, блокови, сето тоа што е најосновно, меѓутоа сега за сега купувањето е ограничено само на ранеци, основни работи, тетрадки, моливи, бојци и такви работи. Родителите во меѓувреме имаат други грижи. Сумата која треба да ја издвојат на почетокот на септември е во моментов нивниот најголем проблем. Тврдат дека просечно треба да се издвојат барем 6000 денари за ранец, тетрадки, боички, материјали за хигиена, односно неопходниот материјал за училишните денови. Големо олеснување за домашниот буџет се бесплатните учебници за основците и средношколците. Иако со не толку голем интензитет како во претходните години, сепак се чувствува раздвиженоста на само неколку дена пред 1 септември. Самиот факт дека има и помалку ученици секоја година, така да веќе има пат се осеќа на целата пазарите и сите тие работи. И тука е нормално нелојалната конкуренција од маркети, тезги и на секој ќоша се продават ранци и тетрадки, што сето тоа влијае на нас, како специјализирани продавници за школски прибор. Како и да е, товарот на родителите пред самиот старт на новата учебна година и зголемениот трошок останува, а училиштата како и книжарниците се подготвени да ги пречекаат учениците. Вообичаено и црквата ги повикува учениците на молитва за многу успеси во текот на учебната година. Православните христијани утре го слават Успението на Мајката Божја. Ова е голем верски празник и неработен ден, а во храмовите веќе од ова попладне има празнични богослужби. Овој простор околу храмот Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело вечерва и во текот на утрешниот ден ќе биде исполнет со штипјани православни христијани кои ќе дојдат да го одбележат големиот празник Успение на Пресвета Богородица, познат како Голема Богородица, кога Мајката Божја низ смртта преминала во вечен живот. Богородица е единствена жена во историјата на човештвото која го добила епитетот Пресвета. Се смета за заштитничка на бремените жени, на децата и на семејството. Богослужбата ќе започне во 17 часот. Се наоѓаме во навечерието на празникот Успение на Пресвета Богородица во истојбениот храм во Ново село Штип, посветен на Успение на Пресвета Богородица. Имено овој празник се празнува уште од давнини во чести спомен на покој или успението на Мајката Божја. Вечер со почеток во 17 часот, вечерната богослужба ќе началствува митрополитот Брегалнички господин Ларион, ќе се изнесува плаштаницата на Света Богородица и ќе се прави опход околу храмот, литија, ќе биде положена во кувуклијата за да можат верните луѓе да ја целиваат и да ја дадат должна почит на Мајката Божја. За здравје, среќа и просперитет, присутните ќе можат да пробаат и од осветениот посен граф, кој во текот на денешниот ден го подготвуваа жени кои секоја година помагаат на овој ден во храмот. Останата е традиција векови наназад и години наназад да
црквата подготвува постна вечера, бидејќи се наоѓаме во текот на богородичните пости, подготвува постна вечера за оние кои ќе дојдат да се укрепат, да каснат. Колку ни се силите, толку и приготвуваме. Не можеме цел град да го нахраниме, но ете за секој да има помалку, што велат народот, останала традиција да се вкуси од тоа постно гравче и да се окрепат оние што дошле да се поклонат на мајката Божја, за да можат после полесно да се одат до. Во текот на утрешниот ден, утрината молитва ќе започне во 7, а литургијата во 8 часот. Околу 3000 мигранти се спасени вчера во близина на брегот на Либија, а над 50 се пронајдени мртви во различни пловни објекти. Десетици илјади луѓе, главно од Африка и Блискиот Исток, оваа година тргнале по морски пат со надеж да стигнат до европските земји, и тоа многу често со преполни мали чамци кои не се во можност да го поминат Средоземното море. Спасувачите откриле 51 мртво тело на шведскиот брод Посейдон, на кој имало и 439 преживеани лица. Командниот центар на НАТО во Букурешт ќе почне со работа на 3 септември. Командните центри на Алијансата, така наречени единици за интеграција на силите на НАТО, ќе има во Романија, во Бугарија, Полска, Естонија, Летонија и во Литванија. Нивната мисија ќе биде да го координираат транзитот на силите за брза реакција на НАТО, кога ќе се прераспоредуваат во конфликтните реони. Одлуката за создавање на 6 центри беше донесена во 2014 година. 41 годишниот убиец на 24 годишната новинарка Алисон Паркер и 27 годишниот камерман Адам Ворд работел во истата телевизија под името Брайс Вилијамс, но бил отпуштен од нејасни причини. Новинарката и снимателот на телевизиската станица биле убиени кога вчера наутро ги застрелал вооружениот напаѓач за време на јавување во живо од трговскиот ланец во сојузната држава Вирџинија. Вчера се одигра вонредно коло од првата македонска фудбалска лига, во која фаворитите според очекуваното остварија победа и започнуваат да се издвојуваат на лидерските позиции на табелата. Убедлива победа забележа Шкендија над Брегалница со резултат 5:1, иако екипата на Брегалница први дојдоа до предност со голот на Нацев уште во 7-та минута од средбата. Актуелниот шампион Вардар со минимални 1:0 беше подобар од Металург. Единствениот гол го постигна Блажевски од пенал во 15-та минута. Нерешено беше единствено во Чаир, каде Шкупи во последните моменти остана без победа, откако Сашко Пандев од пенал изедначи со 1:1. Претходно домашниот тим со голот на Ариф во 70-та минута дојде до предност на дуелот. Средбата помеѓу Младост, Царев двор и Работнички одложена поради обврските на романтичарите во Лига Европа. Западен Балкан го победи тимот на Европската унија со 4:2 на фудбалскиот надпревар кој синоќа се одигра во австрискиот главен град Виена. Надпреварот го отвори премиерот Никола Груевски со постигнување на 2 гола, а асистираше при реализација на другите 2 гола. За тимот на идните членки на Европската унија, покрај македонскиот премиер, настапија и шефот на косовската дипломатија Хашим Тачи, министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Игор Црнодак, неговиот колега од Црнагора Игор Лукичик и представници на Министерството за надворешни работи на Австрија. Со информациите од спортот заврши дневникот на Канал Плюс. Со нови информации се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.